Добро утро, повторно Ване од Охрид. Овој пат се јавуваме од дворот на детската градинка Јасна Ристевска. Како што веќе ти кажа, причината е тоа што оваа јавна установа овој месец одбележува 60 години од своето постоење. Овде со нас е директорката Ирина Милевска. Добро утро, Милевска. Честитки за големиот јубилеј. Кажете ни како го одбележавте. Пред се ви благодарам за поканата. Чест и задоволство е да присуствувам во вашата утринска емисија. Поздрав до сите гледачи на Македонската радиотелевизија. Ова година за нас представува стварно посебен патронат, бидејќи на 7 ноември го одбележавме јубилеот од 60 години од основањето на детската градинка Јасна Ристевска. Јубилеот следеше со низа активности. Како и секоја година го одбележуваме патрониот празник на градинката Јасна Ристевска. За патрониот празник учествуваат 300 дечиња на возраст од 5 до 6 години, заедно со нивните воспитни тимови. Се спремаме уназад неколку месеци за да биде совршен тој настан. Голема чест и задоволство представува што токму ова година промовиравме и книга за детската градинка Јасна Ристевска од авторот Никола Митрович со поддршка од градоначалникот Кирил Пецаков и општина Охрид. Исто така чест и задоволство представува што се сретнавме со пензионерите кои биле дел од оваа градинка, не послужија со нивното присуство. И на краја го завршивме патронатот со прекрасна свечена приредба на дечињата од нашата градинка. Темата беше Охридската староградска песна, амбиентот беше во стилот на Охридската староградска песна, облеката на дечињата беше во стилот. Едноставно сакавме да негуваме традицијата на градот Охрид и да се навратиме на убавата песна низ охридските улици. Така, одлично, навистина, прекрасно. Кажете ни, Милевска, како функционира денес градинката, колку деца имате згрижени во моментот? Градинката си функционира нормално, секој ден згрижуваме од 850 до 900 дечиња на возраст од 0 до 6 години, но исто така работи продолжен престој за дечињата од 6 до 7 години. Запишани се околу 1200 дечиња, редовно доаѓаат, како што реков, 850 до 900 дечиња. Се работи со низа активности, сега се спремаме за новогодишните празници и дочек на Дедо Мраз. На листа на чекање имаме од прилика околу 160 до 180 дечиња, но со секој испишување или иселување претежно се соочуваме со тој проблем. Бројот од листа на чекање го надополнуваме, се го намалуваме, гледаме веќе да го намалиме бројот. Така, а какви се условите? Имате ли доволно персонал? Слушаме дека навистина има голем број на деца. Имаме голем број на деца, моментално имаме персонално, никогаш не е на одме да има уште повеќе персонал. Фалат стручни работници, логопеди, дефектолози, педагози, воспитувачи, негователи, технички персонал, за да можеме комплетно да функционираме до совршенство, но се справуваме. Се грижиме за дечињата. Какви се условите? Имаме ли добри услови, да речеме, внатрешно, интериерно уредување? Да, имаме, се трудиме, но постојано вложуваме. Сега моментално ја реновираме главната куња во централниот објект. Таа не е од кога е отворена градинката, не е реновирана, сега веќе ќе почнеме со работа. Постојано вложуваме во инвентарот, во усовршување, во менување на старите работи, се трудиме. Одлично, уште еднаш честитки за овој голем јубилеј. Ви благодариме што бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија. Ване, тоа беше разговорот со директорката на детската градинка Јасна Ристевска, Ирина Милевска.